Колку сме работела и колку сум створила Есма и Стева Теодосиевски. Навистина, Есма Реджепова Теодосиевска и незиниот сопруг Стево Теодосиевски имаат прекрасна животна приказна. Имаат приказна која што ќе се проткајува, односно ќе се раскажува и со години нанапред. Ќе се раскажува на поколенија затоа што сето она што го направила и створила и Есма и незиниот сопруг ќе остане да се памети и до ден денес. Во продолжение, во спомен и во чест на кралицата на ромската музика, колешката Весна Јованова е веќе на терен и запознаена добро со животот и делото на Есма, затоа што пред нејзината смрт имаше еден прилог кој што го посвети на токму на Есма. Ке ни пренесе во продолжение и ке ни наврати спомени на оваа прекрасна жена. Весна, добро ти утро. Добро утро Мими, добро утро и на сите гледачи. На 11 декември на 73 годишна возраст за секогаш го напушти овој свет кралицата на ромската музика Есма Реджепова. Жена која зад себе остави околу 12.000 солистички концерти, повеќе од 23.000 концерти широм целиот свет, а има објавено повеќе од 15 албуми. Со својата музика го прошета целиот свет, представувајќи и ширејќи македонската култура и традиција на сите 5 континенти. Таа ќе остане запаметена по својата музика. Сите нејзини песни ќе продолжат да се пеат и од сите генерации во иднина. Ние овој ден, во моментот се наоѓаме пред домот на Есма Реджепова, а за сите сеќавања за незиниот живот, за незината хуманитарност и сето она што остави таа зад себе и за нас, ова утро ќе зборувам со Зорана Костовска. Таа не само што беше незин менаџер, истовремено и една од најблиските пријателки, соработнички. Зорана, добро утро. Добро утро и благодарност до телевизија Сител што дојдовте денеска да го одбележиме денот на година дена од упокојувањето на Есма Реджепова. Таа традиционално, извинете, може би не ќе можам до крај да говорам, обично секогаш имав концепт кога нешто работевме со Есма. Денеска ми е многу тежок ден, бидејќи баш денеска ја упокоивме големата, великата Есма, гласовниот гений, кој што замина и знам дека незиното место е горе во рајот. Таа не беше ангел на небото, таа беше ангел на земјата. Тоа ќе го потврдат и сите членки од хуманитарното дружение кралицата Есма и Стево Теодосиевски. Традиционално секоја година таа на своите деца, соседите во незината околу незината куќа им доделуваше новогодишни пакетчиња. Ние сакаме да ја продолжиме таа традиција и не само оваа традиција, туку и традицијата на великата Есма, на најголемата хуманитарка во Македонија. Да, мајка Тереза имаме, но ние имаме исто така и Есма. Есма работеше за Македонија. Мајка Тереза беше популарна во Индија и да, потекнува од овдека, но наша мајка Тереза е великата Есма Реджепова. Овој ден нека биде добро сеќавање за сето она што таа го остави за нас, сета таа музика, сето творештво кое ширејќи македонската култура, сето она што Македонија го поседува. Таа беше најголем амбасадор на Македонија во светот. Дечињата се тука, тоа се незините соседи, меѓутоа ајде да се потсетиме на незиниот живот, но оние убави моменти кои она ги... Јас морам да кажам, таа замина, но сите ние сме свесни дека може ли Есма да замине со незината песна, па нема наша некаква манифестација, радост, веселба, свадба без незината музика. Кој не ја знае Чајо Рие Шукарие, кој не знае за Джелем Джелем, за македонско девојче, Карајача Јача или целиот репертуар на Есма со која ни ги возвишуваше и ни ги зголемуваше радостите во нашите животи. Таа вечно ќе живее на сите наши убави и прекрасни манифестации. Јас извинувам, денеска не можам убаво да говорам, обично говорев секогаш, во ред, меѓутоа ќе ме разберат сите. Во својата 55 годишна кариера остави многу зад себе. Јас имав лично прилика, заедно тогаш бевме во незиниот дом по повод издавањето на втората монографија која беше
беше непосредно неколку месеци пред незината смрт. Ја запознав лично, видов дека се работи за еден голем хуманитарец. Така е, најголем хуманитарец. Знаете, таа ја ширеше незината добрина. Таа не инфицираше сите членки во хуманитарното дружење Кралицата Есма и Стево Теодосиевски со незината добрина. И ја можам само да кажам дека Есма беше велика. И јас сега го користам терминот не кралица само, да, кралица на ромската музика, меѓутоа таа беше велика. Есма сакаше сите луѓе да ги усреки, на сите им помагаше и секогаш беше расположена за било каква хуманитарна манифестација, само да се помогне таму кај што е потребно. Тоа се потврдува и со тоа што таа во текот на незиниот живот има посвоено 47 деца. Сите знаеше да ги осигура онака животот да го поминат во благосостојба. Професии, тие се сите успешни музичари со среќни семејства, добија топлина, љубов и професии. Значи таа им овозможи да продолжат незината музика и незината кариера и се надевам дека сите тие ќе се трудат да го продолжат незиниот пат. А и ние треба да имаме завет, оваа куќа, домот на хуманоста и на музиката, кај што таа имаше желба да биде, да продолжи да работи по нејзиното барање, да биде дом на хуманост и на музиката. Јас уште еднаш се извинувам, немам никаков концепт и многу лошо говорам денеска. Извинете, но емоциите ми преовладуваат. Така, сеќавањата се големи, да. Тука со нас се и дечињата, имаме голем број на дечиња. Ова наше присуство тука ќе го искористиме за да поразговараме и со нив. Добро утро прво дечиња за сите вас. Ајде прво да ни се представиш, евен ти. Како се викаш? Јас сум Емилија. Така, името Емилија, меѓутоа ти беше една од соседките на Есма, по што се сеќаваш на неа? Па јас се сеќавам дека таа беше кралица на ромската музика и дека кралица на ромската музика ја прекрасила во се сеќаваш ли на некоја нејзина песна? Да, горе во рајот. Така, таа е една од последните, таа беше песната која остави како аманет и да продолжи да се пее и ден денес. Како се викаш ти? Јас се викам Јана. Јана, денеска ти ги задоцниш малце во училиште за да дојдеш токму тука да ги примеш подароците. Секоја година даваш Есма вакви подароци за вас. Доаѓавте секоја година пред новогодишните празници. Да. Како се сеќаваш на неа? Па таа била многу хумана личност. Така. Никоја песна да ти остане во сеќавање? Си ги подпевнуваш ли незините песни денес? Па не толку. Така, меѓутоа се сеќаваш на неа. Си имала можност да дојдеш кај неа дома? Не се сеќавам. Не, од далеко си имала прилика да ја видиш како седи на балконот, како го пие кафето наутро? Да. Со нас е и уште едно мало девојче, како се викаш? Сара. Сара. Сара, ти која ти е најомилена песна од Есма? Па Не се сеќаваш во моментот, меѓутоа има многу. Таа има посвоено колку деца, знаеш? 47 деца. 7. Тоа се многу, така? Да. Така. Дечиња, ви благодарам многу што одвоивте време да ни се приклучите ова утро и покрај обврските околу училиштето. Зорана, ти благодарам, се надевам, еве имаме многу подароци и за овие, останатите подароци ќе бидат поделени. Вас ви благодарам што дојдовте да одбележиме годината од упокојањето на великата Есма. Ова е традиција која обстојува со години. Есма милуваше секоја година пред новогодишните празници да дели пакетчиња на своите соседи. Ние ќе се погрижиме хуманитарно служение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски да ги продолжиме не само оваа традиција на Есма, туку да ги продолжиме незината мисија, да делиме добрина и да помагаме таму каде што е потребно. Имаме многу подароци, останатите ќе одат на децата, рековме дека питачи. Пошто подготвивме доста пакетчиња, значи бидејќи овдека, знаете, наутро и доста деца се на училиште, но затоа останатите пакетчиња ќе се поделат на децата питачи на Долната улица. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте да го забележите овој ден. Така, нека остане она што остана како аманет од Есма, да го негуваме и ние, и идните генерации, и децата кои се со нас. Ви благодарам уште еднаш и на сите дечиња на родители кои успеа ова утро да дојдат тука и покрај студот. Единствена, уникатна и неповторлива. Како Есма нема друга. Нека живе незиниот спомен.
се приклучуваме и ние кон овој ден. Жалиме што замине една таква голема личност, меѓутоа таа нека живее со нас, со музиката. Мими? Така е, Весна. Кралица, македонски амбасадор на музиката во странство, но би сакала накратко и тебе да те прашам. Имаше прилика да ја запознаеш кралицата на ромската музика, конкретно посетувајќи го нејзиниот дом. Лично ти какви впечатоци ќе ни пренесеш? Каква личност беше Есма Реџепова Теодосиевска? На неколку месеци пред нејзината смрт, во месец мај, имав прилика да присуствувам во нејзиниот дом. Успеавме да испиеме едно утринско кафе, имав прилика да ја запознам одблиску и сама се уверив дека се работи за една голема и широкограда личност, која знае да го сподели она што го има со сите останати. Нејзината куќа никогаш не беше празна, секогаш тука беа нејзините деца, секогаш тука беа нејзините блиски соработници и пријатели кои даваа поддршка. Никогаш не ја покажуваше својата големина, беше доста скромна, а беше толку голема и позната не само во Македонија, туку во целиот свет. Ти благодарам, Весна, на вистина за убавите зборови. На еден убав начин ја опиша Есма Реџепова Теодосиевска. Ти благодарам за ова вклучување, секако секогаш ја сака Македонија Сител телевизија во поддршка на хуманоста, во поддршка и во продолжување на она што го започна Есма и секако да се потрудиме споменот на неа да остане да се проткајува низ годините онака како што треба, достојно како што заслужува.